предлагам да започнеме со нашата денешна тркалезна маса, која што е насловена Младите и финансиите, дали како општество ја подобруваме финансиската писменост и независност. Најпрво да ги поздравам панелистите, кои секако ќе ги представам за кратко, но сосема на почеток да потенцирам, да објаснам зошто Берзата одлучи да ја организира денешната тркалезна маса. Во рамките на нашата мисија и основна функција како македонска берза да организираме пазар и примарен и секундарен на тргување со хартии од вредност во нашата држава. Наша голема заложба е тоа што го имаме како пазар понатаму да го развиваме, а развојот на сите субјекти во општеството, на сите сфери од економијата, нормално е врзан и со инклузивноста на младите генерации во тие економски и општествени случувања. И затоа сакаме со денешниот настан да отвориме една тема која гледаме дека е актуелна за нашата индустрија за хартија од вредност, а тоа е вклученоста на младите генерации. Неодамна направевме некои анализи во делот на вклученоста на младите како инвеститори на домашниот пазар на хартија од вредност. Од податоците во Централниот депозитар за хартија од вредност произлегува дека во периодот јануари 2023 година, август 2024 година, само околу 20% од куповните трансакции се направени од лица помлади од 40 години. А ако се гледа моменталната состојба на бројот на акционери во нашата држава, од некои 61.000 физичко лице, толку има моментално акционери во Македонија, над 83% се постари од 50 години. Тоа се моменталниве податоци во делот на старосната структура на моменталните акционери, во делот на инволвираноста на младите во тргувањето на берзата. Секако тука има многу објективни образложенија, веројатно нешто од тоа ќе разговараме денес, но тоа е состојбата и тоа е за нас поттик малку да во оваа проблематика повеќе се вклучиме, да покренеме една јавна дебата, да видиме зошто некои состојби се такви какви што се. Втора работа, и можеби денеска и поголем акцент на тркалезната маса е она што го имаме како фактичка состојба на пазарот, тоа е дека многу малку доаѓаат нови млади кадри на пазарот и во делот на брокерските куќи, и во делот на фондовите, и во делот на пазарните институции како што е берзата. Дали има потреба за зголемување на кадровскиот потенцијал, исто така е друго прашање. Тоа зависи колку е пропулзивна индустријата, колку има потреба од отварање на нови работни места, но од друга страна гледаме дека нема интерес и за добивање на лиценци. Во минатото постоеше ситуација млади луѓе да сакаат да добијат лиценци за брокери, лиценци за инвестициски советници, па се вработуваа во други финансиски институции, но сега подолго време нема интерес да младите воопшто влезат и добијат одредени лиценци за да можат теоретски да имаат потенцијал како работна сила во делот на индустријата за хартија од вредност. Тоа е исто прашање што дури е мала енигма за нас и еве тука колегите што се од факултетите сигурно ќе имаат што да кажат. Тоа се некои мотиви што ги имавме ние зошто да дојдеме до ова и сега да ги представам нашите денешни гости, на кои им заблагодарувам што ја прифатија нашата покана да дебатираме на темата младите финансии, дали како општество подобруваме финансиската писменост и независност. Денес тука со нас се професор, одам од лево кон десно, професор Ѓорги Гоцков, тој е редовен професор на катедрата за финансии при Економски факултет УКИМ Скопје. Потоа професор Дарко Лазаров, проректор за инвестиции, развој и одржување и вонреден професор на Економски факултет при Универзитет Гоце Делчев Штип. Професорката
Душица Стефчевска-Србиновска, вонреден професор на Факултет за деловна економија и организацијски науки American College Скопје и сосема на крај, но нели исто толку битен наш гостин и панелиста, професор доктор Александар Стојков, редовен професор на Правен факултет, но во делот на економските предмети кои што се изучуваат таму. Одиме нели сега веќе и со самата дебата која замисливме на начин да нашите овде ценети гости професори по економија и финансии на факултетите кои ги набројав дадат свое видување на фактички 3 рунди на прашања ќе имаме. Би започнало со тоа како вовед во темата, врзано и за се она што веќе во воведот и јас го спомнав, да ги споделат нивните сознанија, но и видувања, значи сознание во смисла на некои екзактни можеби бројки, но и нивна перцепција на тековните состојби. Каква е фактички ситуацијата сега во нашата држава во делот на интересот за студирање економија и финансии во последните години? Пак ќе кажам, имајќи предвид и мојата возраст, се сеќавам периодот кога јас бев студент, економијата, особено финансиите, беа некоја така престижна област во кој потешко се квалификуваа студентите при уписот и така натаму. Дали интересот е ист, дали расте, дали опеѓа, дали квалитетот на упишаните студенти според професорите е на некое посакувано ниво и генерално кои се состојбите и кои се причините за тоа, би предложил да одиме по истиот редослед како што ги представив нашите панелисти. Професор Гоцко, повелете. Благодарам, Иван. На почетокот благодарам за поканата. Ја поздравувам иницијативата на Македонска берза за поголема афирмација на финансиската професија или економската професија воопшто, бидејќи на сведоци сме или имаме чувство дека полека се губи или во изминатите години се губи атрактивноста за овие финансиски професии. Така да во право време и мислам дека оваа низа на активности кои што планира да ги превзема Македонска берза се во правилна насока и за поголема афирмација на финансиската професија. И се околу интересот, ова прашање што беше поставено околу интересот за студирање на студентиве на економските факултети и посебно на катедрите по финансии, мислам дека особено ќе зборам за институцијата од кај што доаѓам, тоа е Економскиот факултет Скопје при УКИМ. Слободно може да кажем дека од секогаш постои континуиран интерес за запишување студенти на економски факултет. Значи не е само во последните години, него тоа е веќе долг временски период. Потврд за тоа се и бројките на запишени студенти. Ние изминатите 5, 6, 7 години во континуитет запишуваме некаде околу 500 до 550 студенти на економскиот факултет, со некои мали флуктуации од година до година. Но она што сакам да го потенцираме последната година, оваа последна година, кој што неодамна започна, запишавме некаде 20% поголема бројка отколку она што имавме во изминатата учебна година. И ова вака интересно е, истото се однесува и за Департманот финансии, каде што бројката беше пополната уште во првиот уписен рок. Сега ова вака интересна состојба 20% не е мала бројка, ако земеме на 500, ако ставиме 20%, некаде повеќе од 100 студенти имаме запишено оваа година. И ова ми дава за право некој да размислам дека веќе се јавува некое ново преструктурирање на пазарот на труд, особено не на пазарот на труд, него во областите за кои што се желба за студирање на младите лица. Зошто ова го кажувам? Бидејќи ние сите бевме сведоци пред 6-7 години каде што постоеше голем интерес за запишување на студенти или на младите лица на информатичките науки. Меѓутоа, последните податоци од оваа година, учебна година, уписот покажува дека таму полека интерес веќе се намалува и тоа има позначително намалување, а за сметка на тоа намалување се јавува некое зголемување, нашиот случај тоа го потврдува за поголем интерес за студирање на економските факултети. Така да реков, ова се однесува генерално и за економскиот факултет, меѓутоа се однесува и конкретно за Департманот по финансии, каде што исто така интересот беше на релативно високо ниво. И сега беше исто така загатнато прашањето околу квалитетот на запишаните млади лица. И тука имаме екзактни, пак ќе се послужам со екзактни бројки, бидејќи ние правиме анализа секоја година
кои ни се запишени студенти, од каде доаѓаат, дали гимназиски, дали стручни училишта, каква е половата структура, колку им се просечите поени и така натаму и така натаму. Слободно може да кажем дека од аспект на тој критериум, бројките што ги гледаме, поените што ги носат од средните училишта, дека релативно квалитетни млади лица се запишуваат на економскиот факултет. Некаде просечните поени по просек на сите запишени студенти се некаде 87-88 поени од вкупно 100. Така да, ако тоа не е некој критериум, иако со некоја резерва, бидејќи сме сведоци дека од средните училишта голем дел ни доаѓаат со одлични, со високи оценки. Колку е тоа реално е друго прашање, друга тема за дискусија. Меѓутоа тој критериум само ако го гледаме, тогаш слободно можеме да заклучиме дека релативно квалитетни млади лица се запишуваат на економскиот факултет. И само уште за една информација, бидејќи во фокусот ќе ни биде професијата финанси, на департманот финанси се за неколку поени над просекот уште поквалитетни млади лица се запишуваат. Така да од тој аспект можеме да кажеме дека релативно квалитетни млади лица се запишуваат на економскиот факултет. Сега околу мисля колку е атрактивен економскиот факултет, колку е атрактивна ова професијата финанси за младите лица, веројатно треба да се водиме од случувањата на пазарот на труд. Така, за среќа, барем економската професија е таква да таа е привилегирана професија, бидејќи имаме широк спектар, широки можности за вработување на младите лица. Знаете, финансиски институции, нефинансиски институции, јавна администрација, некој сака академска кариера, се тоа го возможува економската професија за сите тие кои што имаат таква желба. Меѓутоа, тоа е едниот аспект, мислам, кој што вака доведува до атрактивност на оваа економска професија, меѓутоа другиот аспект е од аспект на тоа колкава е заработувачката. У смисла колкава е заработувачката, колкави се платите и какви се условите за работа. Секога мислам на услови за работа, мислам на оние младите денеска сакаат флексибилни часови на работа. Младите денеска сакаат повисока плата. Сведоци сме дека имаме бројни примери каде што на прво прашање при вработување на млад човек, на младо лице, колкава е платава и дали има можност за флексибилно работно време. Така да тоа е тие се карактеристиките на младите и можеби од тој аспект некако професијата финанси па економската професија можеби заостанува малце од тој аспект. Така да и денеска гледаме примери, често слушам примери да некој бил вработен во некоја финансиска институција, меѓутоа за кратко време го напуштил тоа работно место и се префрлил во друга некоја не економска, условно кажана професија во некоја IT компанија. Причините дефинитивно, иако се специализирал за економска професија, за финансиска професија, причините се дефинитивно за работовачката, бидејќи пак ќе кажам, младите денеска сакаат прво прашање колкава ќе биде платава и какви се условите за работа, дали постои можност за флексибилно работно време. Тука би завршил, би дал простор на Благодарам, Ѓорѓи. Да, добри податоци што се однесува барем до квантитативните податоци за упис на конкретниот ваш факултет. Тоа радува, загатнавте доста теми кои верувам дека другите колеги исто ќе ги коментираат во делот на, еве јас би рекол, дали формалниот квалитет е на вистина и суштински на запишаните студенти, на преференциите на младата генерација, што очекуваат дека треба работното место веднаш да им донесе и така натаму и така натаму. Професоре Лазаров, ваше мислење по оваа прва тема што ја отвараме? Добро, најпрво и јас би сакал да се заблагодарам за поканата да еве денес сме овде и имаме можност заедно со вас како Македонска берза, кој што е исклучително важна институција, може би во овој период малку маргинализирана, меѓутоа важна финансиска институција за развојот на македонската економија и од тука и за профилирање на нови кадри кои што би требало да бидат дел од пазарот на капитал, односно финансискиот пазар во нашата држава. Ние се соочуваме со предизвици кои што постојат, зборам во делот на економските факултети, покрај тоа што тие бројки зависи од која перспектива, од која временска дистанца ги гледаме. Колегата Гоцков кажа една компарација во последните 5-6 години, меѓутоа ако отидеме малку во еден подолг временски период од 10-15 години, ќе видиме дека тие бројки се напола од тоа што практично се денес. Значи тој тренд генерално и покрај тоа што има подобрување кај нас, годинава 15% од прилика е растот на бројот на студенти на економскиот факултет при
Универзитетот Гоце Делчев, сепак тие бројки се од прилика двојно помали од пред 10 години, не е тоа далек период од пред 10 години. Точно е дека во овие последните 5-6 години има некое стабилизирање, годинава има некое подобрување. Сега тоа е на државните универзитети, меѓутоа ние треба да го гледаме визави и приватните, затоа што на крајот на денот многу малку има технички факултети на приватните универзитети, а многу економски факултети на приватните универзитети, што значи дека тука постојат и други кои што даваат во исто време таков тип на услуги. Дел од тие го се разбира и тука фактите тоа го говорат, го намалуваат квалитетот и така натаму и влијат, да речам, по мене негативно. Зборам еден дел од факултетите на приватните универзитети имаат и позитивни ефекти врз економската наука и економската едукација. Тоа е едната димензија, дека, да речам, професијата и она што вие го кажавте на почетокот во делот на бројките и интересот на студентите, односно на младите луѓе да се едуцираат финансиски е загрижувачки за нас. Ние сме во една фаза од развојот на македонската економија кај што треба да биде баш обратно во смисла на зголемување на тој интерес. И сега во контекст на пазарот на трудот, колегата Гоцков неколку пати го спомна и тоа е тоа, мислам, трендовите на побарувачка на образовни услуги и профили зависат од побарувачката на пазарот на трудот, со тоа што има едно закаснување, еден тајмлек во тој период, затоа што побарувачката денес на образовни услуги се базира на очекуваната побарувачка на пазарот на трудот после неколку години, затоа што тие студенти се запишуваат денес, а ќе влезат на пазарот на трудот после неколку години, така да тој тајмлек создава некојаш и погрешна перцепција, меѓутоа и погрешна одлука кај дел од луѓето, затоа што не знаат како ќе биде после 4-5 години од денесо во однос на трендовите. Факт е дека IT индустријата има сериозен прогрес со тие предизвици кои постојат таму и тоа нормално има позитивен тренд за запишување на студенти на тие факултети. Точно е дека Финки годинава има намалување на бројот на студенти во однос на претходно, меѓутоа тој беше многу експоненцијален раст претходно и јас не би рекол дека има намалување на интересот за IT, мајќи во предвид дека многу приватни сега академии даваат такви образовни услуги на таков тип на студенти, а вие кажавте точно со овие интересот на овие брокерите и другите кои што нели во неформалното образование воопшто не се вклучуваат. За разлика од тоа, на пример, имате сериозни академии во Македонија кои што зборам сериозни од аспект на бројот на интересот за запишување кои што се поголеми дури од многу факултети. Така да во тој сегмент мислам дека ние имаме предизвици со кои се треба да, мислам, во наредниот период сериозно да се зафатиме. Мислам дека ова е многу добар чекор, затоа што е надвор од размислувањето и мајнсетот на академијата, затоа што ние на крајот на денот треба да бидеме поврзани со индустријата и мислам дека тој спој на вас како институција и на нас како образовни институции, мислам дека би бил многу корисен во таа насока. Сега би додал само уште една работа, да не должам да ја дадам простори на останатите колеги во оваа прва сесија, нели, на прашања, е перцепцијата за студиумот или нели сегментот од економската наука поврзана со финансиите. Ние сме сведоци, знаеме дека во последните 10-15 години, кога се зборуваше за смер финансии, така, или за едукација во делот на финансии, сите мислеа на банкарство. И 90% од луѓето кои завршуваа финансии нели се вработува во банкарскиот сектор, затоа што тој генерираше работни места и така натаму во тој процес на раст, нели, на филијали и слично. Меѓутоа сега гледате дека има еден тренд на дигитализација на банкарскиот сектор, каде што бројот на вработени се намалува, каде што вештините кои што треба да ги имаат тие оператори на пониските нивоа не се захтевни со високо образование и така натаму, така да тие процеси во индустријата и на пазарот на трудот постојат и ние за нив треба да зборуваме отворено, затоа што ќе бидат идни предизвици за нас како образовни институција и за вас како индустрија, а од друга страна кога зборуваме за финансии, нели, од аспект на пазарот на капитал, односно финансискиот пазар и тие професори во делот на инвестициски советник, брокер, многу малку се третираат и на универзитетите и во нивните курикулуми и во наставни програми и така натаму. Во вториот дел од прашањата кога ќе
ги развиеме дискусиите во однос на тоа што треба да се направи, јас ќе дадам и некои мои идеи, препораки, мајки во предвид дека и образованието помина еден процес на поминува ни се еден процес на трансформација во делот на начинот на пренесување на знаењето и во делот на динамиката, затоа што во индустријата процесите стануваат подинамични, ние сме, да речем, соочени со тој предизвик да ја задржиме нашата автентична, нели, како да кажем, образовна или академска нишка, а тоа е поставување на тие теоретски образовни фундаменти, а од друга страна, нели, да тие теоретски сознанија кои што се учат кај нас на факултети да бидат поврзани со практично применливи вештини и знања кои што студентите ги бараат, бидејќи тоа им се бара на пазарот на трудот и веќе и да речем и реалната економија, односно индустријата и финансиите нема време да обучува после завршување на факултет долги години студенти за да можат да се стекнат со тие вештини и знања. И мислам дека сите тие прашања сега вака можда неорганизирано и системски ги нафрлив, меѓутоа сите тие се вредни за размислување. Јас мислам дека ако ние како академија сме отворени за дискусија, тоа не беше во некои други времиња случај, мислам дека ќе најдеме решение, мислам дека ќе најдеме простор за прогрес и за поврзување особено со реалната индустрија, затоа што практично од тука доаѓа потребата во овој момент. Ова трибина и овие иницијативи доаѓаат од индустријата и тоа е добро. Гледам исто така трендови каде што и другите сектори во економијата бараат иницијативи за поврзување со академијата и мислам дека тоа е правилниот начин на поставување на тој систем на врската помеѓу образование, наука од една страна и од друга страна индустријата за поголем прогрес, нешто што практично во изминатиот период по моје видување ни фалеше. Добро, благодарам професор Лазаров. Професор Кестевчевска-Србиновска, прашањето е, нели, како што веќе рековме, исто и за вас, со една, нели, забелешка. Вие сте единствени од нашите панелисти што доаѓате и од приватниот сектор во делот на образованието. Дали можеби некоја визура поинаква можете да дадете во одговорот или, еве, повелете? Пред се да се заблагодарам на поканата, иницијативата е одлична. Ние сме секогаш отворени за соработка и со институциите и со останатите чинители во образовниот систем на нашата држава. Во однос на прашањето би почнала пред се со она што го коментира веќе колегите. Интересот за запишување на економските науки и финансиите во изминатите години поприлично расте. Значи, ќе зборувам како представник на Универзитетот Американ Коледж Скопје. Истата ситуација имавме и оваа година, при што капацитетите на универзитетот се пополнија, да не кажам веќе во првите уписни рокови. Економијата како наука не престанува да биде актуелна, затоа што видете како полета се занимава со многу повеќе од пити, графикони и табели. Фокусот на економските науки се луѓето, нивните навики, потрошувачки, нивното однесување, но и сплетот на сите тие елементи кои што води кон формирање на економското милие, на економските подлоги во една држава. Универзитетот Американ Коледж Скопје, значи, неудамна со обновувањето, односно реакредитацијата на наставните програми во делот на економските науки, всушност стави голем акцент врз новите трендови кои што се присутни и се повеќе ќе бидат присутни во иднина. Тука говориме за дигитализацијата, за вештачката интелигенција, вклучувањето на важноста на социјалните мрежи во однесувањето на потрошувачите и луѓето. И тоа се зема во предвид при изработка на новите програми. Значи, во соработка со компаниите, приватниот сектор, државниот сектор, често пати организираме панели каде што разговараме што е она што треба да се подобри или измени со цел тие кадри кои што ќе завршат да бидат подготвени да се вклучат, ќе искористам англиски термин plug and play, да бидат, нели, до никаде подготвени за да можат брзо и ефикасно да се вклучат во работните процеси. Па така, еве во тој контекст ќе споменам насоката менеджмент, веќе насока менеджмент и иновации. Се зема во предвид важноста на иновациите,
во развојот на општеството, или многу е важно тие идни, значи тие студенти кои што набрзо потоа се вклучуваат во работните процеси, да се подготват да внимателно да наблюдуваат што е она што ги обкружува, што недостасува и да можат да работат на проекти со кои што ќе надополнат од културолошки аспект или било кој друг општествен аспект, да излезат со понуда, дали се тоа производи или услуги, кои што ќе ги надополнат празнините во општеството. Во делот на насоката финансии веќе имаме финансии и инвестиции. Активно ги вклучуваме предпријатијата. Нашите студенти се научени на активно да учествуваат во надпревари, го применуваме тоа и во наставата. Значи, еден важен дел од оценката за голем дел од предметите, особено во втора и во трета година, произлегува од нивната вклученост во проекти кои што се од особено значење за одредени компании. Овдеве како пример ќе ја споменам соработката, долгодишна соработка веќе со Витаминка АД Прилеп. По предметот финансиско сметководство организираме надпревар каде студентите оценуваат Витаминка, незината успешност во изминатите години или во однос на конкуренти, компании, представници од истата индустрија, од земјата, регионот, но и пошироко. Во таа комисија од неодамна се вклучија и представници од PricewaterhouseCoopers. Значи, тие покрај професорите кои што се вклучени во оценувањето, даваат и својата перспектива на студентите за да се потенцира она што е важно кога се анализира и наблюдува една компанија како таа расте или како напредува, со кои предизвици се соочува во однос на да кажеме ширењето не само на македонскиот пазар, туку и на пазарите во странство, кое што е особен предизвик. Понатаму често соработуваме, значи за голем дел од предметите изведувањето на наставата со експерти од пракса, кои што со себе ги носат актуелните теми поврзани со работењето на нивните компании и нивните индустрии и прават премостување помеѓу теоријата и потребите на праксата, што е особено важно за идните експерти во економија и во финансии. Би споменала исто на кратко и насоката маркетинг, веќе маркетинг и дигитални трансформации. Не треба да заборавиме дека начинот на комуникација со стейкхолдерите е целосно изменет денес од она што беше пред 10 и 20 години. Веќе немаме 1, 2, 3 медиуми за комуникација, за реклама, за односи со потрошувачите, имаме многу повеќе медиуми заради социјалните мрежи. Всушност секој од нас е еден медиум за комуникација и тоа е многу важно да се преточи во наставата за да студентите се подготват пред да стапат во работен однос. Во делот на квалитетот и амбициите на студентите би споменала дека освен периодот со ковид кризата, каде што се почувствува разлика, знаеме кои беа предизвиците во делот на изведување на настава, недостиг на комуникација со професори и инструктори, ова зборувам и за оној дел кој претходи на универзитетското образование, нели вие продолжувате од нивото до кое што се стигнати во претходното образование. Значи, освен тоа еден период кој што беше потребно да се премости малку повеќе напор или труд вложување од сите чинители во образовниот процес, би споменала дека напротив студентите кои што ги бираат финансиите, сметководството, ревизијата како професии се всушност многу квалитетни студенти кои што имаат многу што да пружат, прилично се амбициозни. И верувам дека ќе бидат утре нели оние кои што ќе придонесат кон позитивни промени во нашата држава. Ви завршила тука. Да, окей, благодарам за воведната дискусија и да го затвориме овој прв круг. Професор Стојков, вие со оглед на тоа што сте професор по економија, но сте од правниот факултет, можеби на ова прво прашање имате една привилегија малку така од страна да прокоментирате, бидејќи како факултет, нели, прашањето не е директно упатено до вас, но еве вака, како долгогодишен истакнат член во академска заедница кој ги следите процесите, што би рекле? Професијата економист, областа финансии е атрактивна, станува поинтересна, стагнира, што е вака вашето видување?
Благодарам. Најнапред искрена благодарност за поканата и честитки за феноменалната иницијатива на Македонска берза. Мислам дека ова прашање не може да го гледаме одвоено од демографските трендови. Ние сме сведоци на опасни демографски трендови. Еве само погледнете ги 7 сценарија за демографски развој на Македонија во следните 70 години. Во сите 7 сценарија е предвидено намалување на популацијата и намалување на учеството на младите луѓе. Значи, клучното прашање е дека ние имаме се помалку млади луѓе. Многу од нив се одселуваат, емигрираат, многу од нив студираат во странство. И тоа исто се рефлектира на во домашниот контекст. Се согласувам со колегите дека има силен интерес за природно-математички науки, информатички науки, инженерски науки, многу силен интерес за медицински науки, и ако гледаме вака во еден подолгорочен период, паѓа или стагнира интересот кај општествените науки. Меѓутоа, последниве бројки укажуваат дека сепак економската професија останува атрактивна, токму заради тоа што беше ова кажано, има широк спектар на можности по вработувањето. Сега, како и сите други пазари, и пазарот на работна сила е подложен на некои балони, меури. Да, може би има преголем интерес за овие информатички науки и за вештачката интелигенција, меѓутоа полека низ годините ќе се испеглаат тие да речеме нарушувања на пазарот на работна сила. Во однос на исто многу важно прашање е за квалитетот. Кај нас на правниот факултет најатрактивни насоки се деловно право и финансово право. И нешто што ги изненадува, да речеме, колегите, бидејќи традиционално интересот бил за граѓанско и кривично право. Меѓутоа, сега се повеќе студенти на вториот циклус студии се одлучуваат да проложат на деловно и финансово право. Во однос на квалитетот, ние направивме една анкета на нашиот факултет да го процениме нивото на финансиска писменост кај студентиве од 18 до 20 години. Дадовме некои тест со основни финансиски термини и да речеме дека резултатите се на ниво на она што го покажуваат европските истражувања, значи нема некои поголеми отстапувања кај нашите млади во поглед на квалитетот и знаењата за финансиските пазари и институции. И сега ќе го загатнеме веројатно и ова прашање. Ова е една генерација, ја нарекуваат генерација Z, од средината и доцните 90-ти години на минатиот век, која што има една филозофија на брзо збогатување. Сака да негува менталитет на брзо збогатување. И за нив се интересни овие финансиски и технолошки иновации, криптовалути, така што, би сакали за тоа да поразговараме подоцна. Секако. Добро, ако ја ги сумирам првите одговори од нашите панелисти, би рекол трендовите не се лоши, дури имаме најтазе периодов вака и подобрување. Друга работа што рече професор Лазаров, ако ги споредиме со многу наназад, атрактивноста се подобрува, ама не е на оние стари нивоа. Објаснивте сите конкуренцијата на IT и секторот природните науки има свое влијание. Го закатнавме и квалитетот. Никој од вас експлицитно не искоментира дали формалниот квалитет на оценките е еднаков на суштинскиот квалитет, но добро, можеме тоа да го разговараме. Сега во целата таа ситуација, во студентската популација, да влеземе во второто прашање, тоа што нас и како институција и еден од чинителите на пазарот на капитал најмногу не интересира. Гледаме
на некој начин податоците покажуваат една незаинтересираност на младите поактивно да се обидат да влезат во нашава професија. Пак ќе кажам и во воведот реков, нас ни е јасно дека оваа професија не е толку пропулзивна да бара голема количина на нови работни места, но она што нас ни е интересно да го анализираме и со вас денеска е зошто не постои оној стремеж на студентите по економија да се дообучуваат во делот на пазарот на капитал, да бараат тука можност за кариера, да полагаат испити за лиценцирани брокери, инвестициски советници и така натаму. Дали имате тука некое ваше образложение, видување, паралелно колку таа млада генерација и факултетска и после факултетот во првите години инвестира на пазарот. Знаеме дека професор Стојков рече, нив ги интересираат тие модерни иновации, криптовалути, веројатно кога споредуваат на страна аргументот колку имаат они вишоци да можат во таа животна доба воопшто да инвестираат, но знаеме дека повеќе се склони да идат во овие поголеми странски компании кои се поин, да користат апликации. Значи, прашањето е до сите, со акцент прво на кариера во делот на пазар на капитал. Зошто е ова вака како што го детектираме? Не сме толку атрактивни како што сме биле порано за младите. Повелете, Гоцков. Да, само накратко околу ова суштински квалитет наспроти квалитет само во наводници. Морам да го прашам. Да, ворете, мислам, на место си е прашањето. Оно што можам да го кажеме од искуство, имаме често јавување од институции каде што бараат студенти. Тоа бараат квалитетни студенти. Дури сега вака ќе интересна е работава, ако пред неколку години се јавува и бара од која ќе дипломира економист, дипломира некој на департманот за финансии, бараат некои дајте ми квалитетни дипломирани студенти да ги вработиме. Сега бидејќи таа можност веќе ја немаат. Нема толку многу квалитетни економисти на пазарот, сега се јавува дајте некој што е 4-та година пред дипломирање. Во смисла дајте ми квалитетни студенти кои што сакам да кажам поентата ми е дека да, има многу економисти на пазарот на труд, тука дефинитивно. Меѓутоа мислам дека она што фали тоа фалат квалитетни економисти. И тие квалитетни економисти се вработуваат, кога кажувам квалитетен економист, мислам економист кој што е со релативно повисок просек, кој што совесно, одговорно, квалитетно си ги завршувал сите испити. Битката или надпреварот од институциите за квалитетни економисти е голема. Буквално има надпревар помеѓу институциите за да ги добијат тие квалитетни студенти. Така да пак ќе повторам, економисти има многу, меѓутоа фалат квалитетни економисти и тука мислам дека треба побарувачка за квалитетни економисти е максимално. Максимално, дефинитивно максимално, дури се враќа уште не дипломирани. Дајте да ги договориме со договор за да ги вработиме пред да дипломираат бидејќи се. Значи тука пазарот на труд е јасен, таков кадар треба. Дефинитивно. Друго прашање сега вако другиот аспект, бидејќи го загатавме ова прашање, другиот аспект е интересни се одговорите и неприфаќањето на овие квалитетни економисти од кога ги бараат. Бараат некоја пример банка, не знам, бара или некоја друга, Народна банка бара или Министерство за финансии, ретко кој во последните неколку години се нафаќа да прифаќа таква понуда за вработување, што е интересна работа. И веројатно ова е нешто поврзано со онаа карактеристика на младите луѓе бидејќи тие бараат брза заработувачка. Ако ние се вратиме пред 15-20 години со, не знам, 30 години со нашето прво вработување, тогаш престиж беше да влезете во некоја финансиска институција. Никој не прашуваше за плата, меѓутоа сега кај младите малце сменете приоритети. Во нивните критериуми веќе се да влезам во финансиска институција нека да им паѓа долу во листата. Сега име прво имам колка ќе биде платава и у смисла чека, секој ден треба да доаѓам на работа. Така да сменете. Дали е тоа фактички одговор зашто и нашата професија, нели, да се биде брокер, да се биде инвестициски советник, да се биде со кариера во делот на пазарот на капитал, не толку атрактивно, според вас? Дефинитивно, веројатно и тоа е една од главните причини зашто вака атрактивноста за овие профили е намалена. Она што исто така сакам да го потенцирам кај студентиве е тоа што покрај тоа што се студенти кои што сакаат веднаш да се вработат на пазарот на пари, меѓутоа една интересна работа. Зборевме кога се вклучуваат на пазарот на пари. Квалитетните економисти се вклучуваат, имаме правено анализа, некаде околу 3 до 6 месеца по нивното дипломирање. Иако сега таа уште повеќе е навлезено, некои се вработуваат уште пред дипломирање.
Така да битката над преворот постои за квалитетни економисти, тука треба да се насочуваме. Друга работа кога збориме за професијата е финанси, департманот финанси. Факт е ова што го спомна и колегата Лазаров, мислам дека беше спомнати од останатите колеги, се уште она IT професија е атрактивна. Ние тоа го гледаме и нашиот економски факултет, бидејќи ние имаме департман електронски бизнис, каде што побарувачката е неголема. Меѓутоа во дискусиите и во анализата чекајте зошто е бизнис, електронски бизнис, а не например, не знам, финанси, бидејќи имаше многу поголема побарувачка за бизнис отколку финанси, одговорот беше дека се сметува за потежок департман. Бидејќи се изучуваат некои потешки предмети, потежок департман, и тоа е една вака од причиниве зашто студентиве се одлучуваат да отидат на електронски бизнис или на некои другите департмани. Така да таа констатација која што вие спомнавте на почетокот дефинитивно важи. Те сега директно да отидам на ова, да не губиме време, меѓутоа вака ми беше интересно ова суштински квалитет. Тоа ми е вака сакав да дадам еден коментар. Сега кои се причините за ова, нели, слабо младите инвестираат, слабо се финансиско се вклучуваат во некои финансиски институции, покрај ова што го дискутиравме до сега. Генерално можеби најмалку важи за оние кои што завршуваат економски факултет. Генерално мислам дека се уште имаме, сигурен сум дека имаме недоволна финансиска писменост на младите лица. Мислам дека тоа е главниот проблем во нашава држава, бидејќи не знам, сега има и екзактни податоци, квантитивни податоци, се квантифицира колкава е финансиската инклузија и колкава е финансиската писменост. ОЕЦД мислам дека прави редовно годишно анализи, анкетира млади лица и дава поени. Македонија е некаде доле рангирана од аспект на финансиската писменост. Меѓутоа покрај ОЕЦД мислам дека има и кај нас некои здруженија кои што од време на време стихино прават некои анализи околу финансиската писменост. Така да ќе цитирам едно здружение, не е битно називот на здружението, каде што во нивната анализа, во нивната анкета се покажало дека некаде финансиската писменост во Македонија е 30%. И тоа основна финансиска писменост, подразбирајќи разбирање на основни финансиски концепти. Меѓутоа само 6% имаат висока финансиска писменост. Така да станува збор за доста низок степен на финансиска писменост и мислам дека тоа е главниот фактор, непознавање, финансиска неписменост, која што дефинитивно ги оттргнува младите од вклучување во финансиските професии или во финансиската индустрија. И вака интересно и баш е добро што имаме представники од правен факултет, иако колегата е дефинитивно економист. Интересно е бидејќи во таа анализа интересно на прашањето кај имаат најмалку познавање, ќе го цитирам, најмалку познавање имаат во делот познавање регулатива, финансиски институции и термини. Бидејќи они правеле анализа по области, буквално така да регулативата е доста битна работа на која што исто така треба да се работи за да биде поразбирлива за младите лица. И не само регулативата, дури некаде во тие анализи сретнав дека и неразбирливи се дури и финансиските услуги за младите кои што ги нудат финансиските институции, одредени финансиски институции. Така да тоа се некои елементи на кои што сметам дека се некои од причиниве зошто атрактивноста на оваа финансиска професија се намалува. Други фактори кои што доведуваат до ова и слаби малку да бидат инвеститори младите лица, сведоци сме сите. Ограничено ниво на капитал или низок доход. Младите во основа имаат низок доход, така да затоа и се послабо вклучени на овие финансиски пазари. Натамошен фактор кој што е вака интересен е тоа е во основа ние како општество имаме конзервативен став кон ризик. Мислам дека тоа е констатација генерално кој што се однесува за целото македонско општество. И сега тој конзервативен став дефинитивно по семејна основа се пренесува и на младите лица. Така да младите дефинитивно се аверзични кон ризик во основа, како и буквално и по старите лица. Сега за таа аверзичност кон ризик ние можеме да дискутираме кои се причиниве. Кај старите лица знаеме оние финансиски измами и финансиски проблеми кои што и перцепциите за ризикот, пошто криптовалутите се популарни од друга страна. Така да и тоа е некој фактор кој што исто така вака објективен на кој што многу веројатно не можеме да влијаеме, иако со онаа финансиска зголемување на финансиската писменост, финансиска едукација кај дискутираме веројатно понатаму, можеме некој да ја зголемиме и да ја подобриме во таа насока. Натамошна работа, натамошна причина кој што можеме многу да влијаеме
а е причина за ваквата слаба финансиска инклузија, би рекол, вклученост на младите на финансиските пазари, се однесува, мислам дека ние фактички немаме некоја доволна промоција на успешни примери на успешни инвеститори. Мислам, нема никаде јавна кампања, нема јавна промоција, усмисла некој млад, успешен инвеститор кој што буквално би бил пример на младите. Така да мислам дека и тоа, каде што го имаме во голем број на економии. Така да мислам дека и тоа е вака интересна работа на која што можеме да влијаеме и може да се подобри. Примери на успешни, а имаме такви примери, фала Богу, мислам дека на нашава берза. Понатаму и уште една работа, и тука би завршил, уште една работа е, а тоа е пак се поврзан со карактерот на младите. Во основа младите се краткорочно фокусирани. Пак е спомнам, тие бараат она брза заработувачка, тие бараат колку што може побрзо да заработат пари, а во основа финансиските пазари или берзите имаат долгорочна прихода. Така да можеби тука имаме некое несовпаѓање на оние карактеристики на младата популација, меѓутоа веројатно со некои добро осмислени мерки, со некои добро осмислени политики, веројатно може да се стигне и да се зголеми таа афирмираност на финансиската индустрија и да се обезбеди поголема вклученост на финансиските пазари. Добро, одиме понатаму. Професоре Лазаров, ваше мислење, младите и пазарот на капитал и како кариерна можност и како инвеститори со акцент на кариерна можност, зошто не е толку атрактивен како што е можеби во некои други држави? Добро, има повеќе причини за тоа. Една од тие причини е нивото на економска развиеност на Македонија визави нивото на економска развиеност на земјите со кои ние сакаме да се споредуваме од Европската унија и така натаму, и колегата Гоцков го кажа тоа, дека животниот стандард де факто има одредени влијанија врз интересот. Јас ќе се обидам во првиот дел од мојот одговор да се надоврзам и на колегата Александар во делот на перцепцијата и во делот на карактеристиките на Z генерацијата во смисла дека сакаат брза заработувачка. Не само што сакаат брза заработувачка, тие сакаат да ја добијат на лесен начин. Во која смисла? Во смисла дека тие сметаат, нели, дека или се трудат да ја добијат таа заработувачка без многу знаење, врз база на интуиција, врз база на лесни информации кои што може да ги најдат на интернет и така натаму. Нели, интернетот сега ги дозволува тие можности, меѓутоа ако вие од позади тој процес немате фундаментално знаење за инвестиции, за финансии, за регулатива и така натаму, веројатноста да донесете интуитивна, правилна одлука за да нели добиете нешто на пазарот, независно дали дома или надвор, се нели минимални. Така да во таа насока, таа генерација која што денес постои многу е склона кон интуитивни одлуки. А ние знаеме дека нели финансиите и пазарот на капитал, особено во овие сега процеси глобални и така натаму, динамични движења на секторите на пазарите, стануваат се по-комплексни. И во делот на регулативата, и во делот на реалните состојби, така да од тука се јавува и потребата за поголемо знаење, особено во делот на квантитативните науки, каде што вие треба да бидете навистина многу спремни во делот на поседување на знаење теоретско, меѓутоа и квантитативни методи кои што ќе ви возможат врз база на достапните информации да дојдете до вистинска инвестицијска одлука. И тука мислам дека треба да се работи со таа млада генерација во делот на подигање на свесноста за потребата од многу поголемо знаење за евентуално некаков успех на краток, среден и на долг рок. Инаку се друго е интуиција кој што на крајот завршува со оние понзи гейм и така натаму, кој што младите водени од мотивот за брза заработка без никакво знаење влегуваат во уште поголеми загуби. Кои не се и актуелни денови. Така е. Тоа е првиот аспект. Вториот аспект кој мислам дека е реален и за него треба исто така да разговараме е довербата во институциите. Ние сите денес зборуваме за таа доверба и за тој дерогиран систем на државата и така натаму. Финансиските институции во изминатиот период беа стабилни, тука нема дилема во однос на тоа прашање, одигра таа клучна улога за одржување на финансиска макроекономска стабилност, меѓутоа довербата на пазарот на капитал мислам дека е на малку пониско ниво, особено кај таа помлада генерација и перцепцијата за компаниите кои што котираат на берзата од страна на таа помлада генерација. Ние правевме едно истражување, имавме еден проект
на факултетот во делот на значајноста на квалитетот на финансиското известување и корпоративното управување за интересот на пазарот на капитал и така натаму, и резултатите покажуваат дека токму корпоративното управување кој што е на прилично, кај дел од компаниите на прилично пониско ниво, ја намалува довербата кај оние малцински акционери. Така, ние во принцип интенцијата за анимирање на младите инвеститори е токму да бидат тие малцински акционери во акционерските компании. Тие нити имаат капитал, нити можат да влезат во никои посериозни процеси во делот на пазарот на капитал. Понатаму исто така и тоа што го кажавте вие, ние сме свесни дека нашиот пазар на капитал е мал, е ограничен, бројот на трансакции, бројот на инвестициски можности е, да речам, таков каков што е, и практично тука на некој начин имаме одредени ограничувања кои не се оправдување за толку големиот неинтерес за ова професија, она што вие го нотиравте на почетокот на вашето излагање. Мислам дека треба да работиме. Ако тоа што го спомнав јас, а и вие го потенциравте, пред 10 години ние имаме сега намалување од пред 10 години на интересот, нели, тоа било она што каже Александар, некоја дисторзија, некој балон кој се случил, сега мислам дека сме на некоја реална основа. Тоа ќе му се случи и на природните науки после некои години, и мислам дека тој тренд не е страшен, баш напротив, ние се стабилизираме во оваа ситуација. Мислам дека сега акцентот треба да биде ставен на квалитетот и на градење на и фаќање на чекор со тие нови трендови и во областа на финансии, зборам во финансиската едукација, и во градење на поголема свест кај младата генерација за овие професии, меѓутоа во исто време и компаниите, односно реалниот сектор кои котираат или имаат интерес да котираат, бидејќи ние имаме мал интерес да се разбереме не само за професиите, овие што ги збориме, брокери, инвестициски советници и така натаму, имаме мал број на интерес од страна на компаниите да котираат на берза. Така, тука има двоен ефект во тој систем. Така да мислам дека и компаниите, оние кои се на берза или кои сакаат да бидат во иднина, треба да работат на отварање на тие процеси, ако на зголемување на довербата и така натаму, ако сакаат евентуално да имаат интерес од потенцијални инвеститори во наредниот период. Добро, благодарам. Професорка Стефчевска Србиновска, вашето видување околу оваа работа, повелете. Благодарам на прашањето. Овде би споминала неколку важни точки. Во еден дел ги допреа колегите, меѓутоа би излагала и со конкретни прилози по однос на овие прашања. Првенствено во делот на финансиската едукација на младите инвеститори и идните инвеститори, да кажеме, кои што ќе излезат од универзитетите кај нас. За да може да се приближат до она што велиме суштинско во квантитативните предмети, а тоа е фундаменталната анализа на компаниите кои што котираат на нашата берза или на други берзи, неопходно е освен теоретската надоградба да имаме и дополнителна практична надоградба, за да може или сето тоа да се спроведе од почеток до крај, да се покаже како изгледа, се со цел да се оценат правилно ризиците, да не се носат неиздржани одлуки, неосновани одлуки и да не се инвестира само врз основа на интуиција. Нели, тоа е многу повеќе од некои присметки и табеларни прикази. Имаме тука правната поставеност на државата, имаме тука довербата во системот и така натаму. Меѓутоа, во тој дел, она што ценам дека недостасува, како поддршка од Министерството за образование и наука, но и како поддршка од реалниот сектор за образовните институции, е користење на датабази на податоци. Јас сум визитинг професор на Универзитет Анже во Франција, каде што се користат датабази за, да кажеме, предмети кои што се финансиско сметководство, корпоративни финанси, инвестиции и така натаму. Овие датабази, конкретно Иве Томсон Ројтерс датабазата, се употребуваат и во наставата, за да може оно што се учи како алатка за оценка или на одредена инвестиција или квалитетна инвестиција, да може вистина да се примени во реалноста, за да видат студентите како тоа треба да се одвива во работниот процес понатаму. Еден ден или тие ќе станат инвестициски советници, ќе бидат задолжени за комуникации со стейкхолдери,
ќе бидат и самите тие инвеститори во име на нивните семејства или одлуките кои што ги носиме за личниот буџет. Многу е важно од порана возраст, да не кажам од клупите, да се научат да работат, да имаат на располагање датабази на податоци, еве тука и Bloomberg ја споменам, кои што ќе им користат понатаму да го применат знаењето што го стекнуваат во клупите и понатаму нели ќе го користат тоа и во иднина во животот и во работните процеси. Тука еве можам да излезам и со предлог за македонската бирза. Нели компаниите кои што котираат на нашата бирза се задолжени да објавуваат квартални, полугодишни, годишни извештаи. Може малку да се придонесе кон овој процес од тоа што ќе се бара барем делот со финансиските извештаи да се доставува во Excel, за да може понатаму да биде полесен за обработка. Значи, ова се материјали кои што може да се користат реално во наставата од професорите, од студентите. И ќе помогнат и самите факултети да изградат сопствена база на податоци која што ќе се користи за соодветни анализи. Во делот на промовирање на инвестициите кај младите, инвестициите конкретно на нашата бирза, Иван споменавте на почетокот дека некои 20% од инвеститорите се на возраст помала од 40 години. И колегата од УГИМ исто спомена дека имаме веќе примери, дури еве и ние како професори, ние сме тековно во контакт со нив, ги познаваме оние кои што активно инвестираат и се заинтересирани за вложување на македонската бирза, можеме да помогнеме во тој дел. Зошто да не ги користиме социјалните медиуми кои што ги споменав на почеток на дискусијата, да ги издвоиме тие млади успешни лица како примери, може да се подготват подкасти или нешто нели интересно кое што ќе допре до помладата популација, за да се покажат овие позитивни примери, да објаснат зошто, како го имаат изведено тоа, за да нели се охрабрат нивните пријатели, пошироки кругови да нели самите вложуваат. Како професор на финансии често ги охрабрувам студентите, нели при првата можност која што ќе им се укаже, го имаме она ограничување на капитални можности, на заштети и така натаму, меѓутоа при првата можност да вложат во барем една акција на македонската бирза, затоа што тоа ќе им представува мотив понатаму да ги следат компаниите, следат конкретната индустрија која што ја одбрале, зошто да не да присуствуваат и на собрание на акционери, значи да погледнат колку успешна е таа компанија во однос на конкурентите, не само во земјава, туку и надвор од земјава. Значи постојат одредени механизми кои што може да им се предочат за да нели ги имаме идните инвеститори на нашата бирза. Да видам, мислам дека не заборавив ништо, да, и тука воедно би завршила и со интеграцијата на пазарите. Да, нашата бирза е мала, значи верувам дека ќе помогне доколку се размислува малку за една поголема регионална интеграција. Сега зборуваме нели за мали инвеститори, за млади инвеститори. Неодамна присуствував на конференцијата која што беше организирана од Македонската бирза во Охрид. Таму слушнавме многу интересни податоци од странски инвеститори кои што предучија дека всушност МБ10 индексот е одличен индекс за инвестирање. До сега нели повратот бил на многу повисоко ниво од, да кажеме, други индекси или други параметри со кои што споредуваат како инвестициски фондови. Но верувам дека оној проблем кој што и тие го предочуваат нели за во однос на избор на овој пазар за вложување е ликвидноста која што повторно е поврзана со големината на пазарот. Значи не е проблем влезот на пазарот, она што ги загрижува е како ќе излезат од пазарот при вложување. Добро, благодарам. Душица веќе отвори и она што ние во план со што да ќе ја затвориме дебатата со некои конкретни предлози и секако тоа ќе им даде можност и на другите панелисти, но да го затвориме овој вториот круг на нашата дебата околу атрактивноста на пазарот на капитал за градење кариера. Професор Стојков, зошто филмовите за Вол Стрит изгледа помалку ги инспирираат младите во споредба со филмовите како е направен Facebook или нешто во тој дел? Во крајна линија, јасно е дека, како што и Душица спомна, нашиот пазар е помал, и Дарко зборуваше, перцепциите за довербата се можеби
поинакви, тука можеме да дискутираме колку е тоа секогаш точно и така натаму, но зошто младите, тоа е бар мој впечаток, некад во оваа наша област на пазарот на капитал повеќе да добијат знаење, па во крајна линија не морат кариера да прават овде. Знаењето ми е потребно и да инвестираат и на странски пазари и така натаму. Чувствуваме не голема побарувачка за ова наше специализирано знаење од младата генерација. Многу интересно прашање и морам да се повикам на макроекономската перспектива. Зошто ги нема младите како професионалци и како инвеститори? Според мене најсилни ограничувачки фактори се нивото на економски развој и неравномерната распределба на доходот. Ова најмокно беше доловено од еден црногорски пејач, Рамбо Амадеус, кај што вели национализмот е тема во држави со 300 евра просечна плата. Добро, сега со инфлацијата треба да се коригира тоа можеби на 500 евра. Така и ова, берзата е тема во држави со 1000-1500 евра просечна плата. Некоја плата која што ќе дозволи да се направат некои заштеди и потоа да може да ги инвестираат. Добро, тоа за инвестирање. А за кариера? А за кариера поврзано е. Гледаат дека има, да речеме, голема концентрација на акционерската собственост кај мал број побогати, постари сограѓани, мнозински акционери, кои од време на време докупуваат и ја концентрираат собственоста. Лани прометот на берза бил 0,5% од бруто домашниот производ. Значи, станува се случува на голема концентрација на акционерската собственост кај мал број, а тоа е рефлексија на неравномерната распределба на доходот која влече корени последниве 30 на години. И сега многу млади потекнуваат од сиромашни семејства или од семејства од средната класа. Не може да си дозволат многу да заштедат. Ова не име некој примерен фокус на интерес. Ние направивме една исто анкета колку штедат и како ги алоцираат своите заштеди. 25% од студентите велат дека не можат ништо да заштедат, што и не изненади, бидејќи така оптимистичка бројка е. Другите 50% велат дека штедат во готовина и ги чуваат во готовина. Ова поврзано е со финансиската писменост. Само 5% велат дека инвестирале во акции. И навистина, ако го видите портфолиото, во што македонските граѓани го чуваат својот финансиски имот, ќе видите дека доминираат депозити. 6% се само акции во портфолиото на просечниот македонски граѓанин во финансискиот имот. Доминираат депозити. И ова сега не врзува со темава за менталитетот, што ја зборувавме. Постарите генерации предпочитаат да се штеди во депозити или во станови. Видете што се случува со пазарот на недвижности. Лани 12,2% пораст на цената на стамбениот квадрат. Значи, менталитетот или навиките се да се штеди повеќе во депозити, во станови, а помалку во финансиски имот, како акции и обврзници. И она што го спомнавме, тука се и културните фактори, оние што сепак имаат и кои се млади, сакаат да инвестираат во криптовалути, во нешто што има голема динамика, во нешто што така внесува некој привремен ентузијазам, ја задоволува желбата за брза заработувачка. И кога ќе ги собереме сите овие фактори, сваќаме зошто младите луѓе, не само заради оваа животна доба во која што се, гледаат на некои алтернативни можности за инвестирање, а не на берзата како еден традиционален со векови признат пазар за хартија од вредност, кој што
секогаш со мудри одлуки донесувал задоволувачки финансиски приноси. Има еден графикон кој многу го има во развиениве економии. Ако вложиш долар, колку ќе ти донесе по одредени години, ако го ставиш во депозити, во обрзници, во акции. Такви алатки ни фалат за да го промовираме инвестирањето во хартии од вредност, да видат младите дека и на берза се остваруваат високи финансиски приноси со мудри одлуки. Благодарам. Еве, веќе на некој начин и со оваа дискусија влегуваме во делот на тоа што можеме како општество, а тука нели и академската заедница и ние како институции од бизнис секторот да направиме за некои работи, да ги направиме подобри во правец на тоа што посакуваме да се случи, а тоа е конкретно нели поголема финансиска писменост, независност на младите генерации. Нешто околу вашите предлози веќе напоменавте, но да влеземе во уште една рунда на ваши одговори и сугестии како да се подобрат состојбите. Професор Гоцков. Благодарам, Иван. Вака Александар загатна доста интересни теми, доста интересни прашања и вака интересни поенти. Меѓутоа сето ова во добар дел од она што го зборуваше Александра, пак ќе го доведам во поврзано со финансиската писменост. Бидејќи она чување готовина точно е, тоа е финансиската писменост според мене е клучот како да се одмота оваа клопче според мене, да ги вклучиме и младите повеќе да се бидат присутни на финансиските пазари, бидејќи ова сега најновите случувања со оваа пирамидална шема ни го покажува тоа дека имаме заштеди. Точно дека она распределбата на доходот е неравномерна, тоа е проблематично. Меѓутоа имаме заштеди каде што пазите не се насочуваат таму кај што треба да се насочат наводници, него се насочуваат во сосема други места. И дефинитивно одговорот на тоа е како тоа да се измени е со поголема финансиска писменост. Така да ако дискутираме околу евентуално мерки, приоди, пристапи, како да се подобри оваа ситуација, ја би 3 пункта би издвоил. Едниот пункт е да видиме што може да направи академската заедница, факултетите, што може да направи државата е вториот пункт и што може да направат финансиските институции, бидејќи ја дел од вината, иако тука не знам колку можеме да влијаеме, веројатно они си прават нивни анализи. Дел од предизвикот. Дел од предизвикот може буквално баш одговара како дел од предизвикот. И се што може да направат факултетите или што може да направи академската заедница, еве еден пример кој што мислам дека е вака интересен, кој што веќе го имаме во завршна фаза, може да го кажеме, на економскиот факултет на катедрата за финанси, формирање инвестициски клуб. Што значи тоа формирање на инвестициски клуб? Тоа значи дека анимирање на студентиве не само од департманот на финанси, него и од другите департмани, па и други студенти каде што ќе бидат запознаени со финансиската проблематика. Така да еве, она што може да го направи академската заедница е буквално поголема афирмација на финансите, меѓутоа не само на специализираните департмани, него малку и пошироко. Па дури и пошироко и за другите факултети, бидејќи тој инвестициски фонд клуб ќе даде можност да бидат вклучени и членови од другите факултети. Така да, буквално промоција на финансиската професија. Понатаму друго што може да направи не само академската заедница и факултетите е она поголем линк со праксата, со финансиската фела. Тоа значи потребни се тој линк е доста потребен, бидејќи едно е теоретско познавање, друго е кога веќе тоа теоретско познавање ќе го поврзите со она што се случува во пракса. Што може да направи државата? Мислам дека тука најмногу од она што дискутираме, иако ограничувачки фактор ова Александар што го спомна менталитетот. Тука дефинитивно со менталитетот не знам како ќе се справиме, бидејќи спомна дека сега се инвестира во недвижности, што е вака чудна работа. Меѓутоа еве само за компарација еден податок, во Германија голем дел од германците немаат свои сопствени куќи, нема сопствени станови, тие живеат под кирија. Така да тој менталитет не знам како би можело да го измени, меѓутоа е некој ограничувачки фактор. Што може да направи? Да се зголеми, веројатно и тоа е една од добрите мерки. Сум размислувал и би ја го поддржувам. Инаку тоа е многу актуелна дебата во моментот во Хрватска. На втор стан. Инаку ова идејата база инвестициски клуб сега Хрватска која ја спомнавте, буквално таму е премногу развиен тој инвестициски клуб во рамки на економскиот факултет во Хрватска. Премногу таму активностиве, проективе што ги прават и тоа од аспект на студентиве се преголеми. Така да тоа е некоја добар водич кон кој што треба да се стремиме и ние како економски факултети.
Значи, прва работа, што може да направи државата? Дефинитивно сметам и сум убеден дека треба да се воведе финансиска едукација на пониските ниво на образование. Основно, меѓутоа, задолжително во средно образование мора младите лица да веќе да почнат да бидат запознаени со финансиската проблематика. И тоа мислам дека Тука имаш еден добар чекор. Комисијата за хартија од вредност успеа во делот средните училишта да внесе таков предмет, ама е факултативен. Значи не е задолжителен и колку што имам информации, не е толку често биран од учениците во средните економски училишта, да. Тоа фактички дава за право дека треба да биде задолжителен, да не биде факултативен со цел да се дека ги оставиме младите пак на нивен слободен избор, повторно ќе изберат некоја насока која веројатно не е во оваа која што ние сега дискутираме. Комплицирана и така. Не е толку комплицирана дефинитивно. Така да финансиска едукација дефинитивно е потреба и тука државата треба да биде инволвирана. Средно училиште задолжително дека треба да се изучи, па дури зашто не и во основно образование, први некои интересни работи со цел да уште од најмала возраст младите веќе се имаат поголема финансиска писменост. Поголема промоција. Ја преска спомнав вака една работа, тоа е ние немаме јавна кампања на пример на каде што младите ќе се заинтересираат, а тоа е некој млад успешен инвеститор. Па дај да го видиме тој млад успешен инвеститор цело време нека врти, па младите ќе добијат некој ќе се охрабрат како и тие да го следат тој пример. Така да, мислам дека има генерално непознавање на младите околу ова ништо денеска што го дискутираме. Можеби една мала група на факултет, да, меѓутоа збориме за многу поголема, поширока група. Понатаму што може да се направи? Оние редовно, значи не само стихи, но редовно оние работилници, организирани работилници во средни училишта, во основни училишта, работилници од аспект на тоа да младите повеќе полека навлегуваат во финансиската сфера. Така да работилници, дали тоа ќе бидат квизови, дали ќе бидат некои, не знам, па ќе се доделуваат награди, меѓутоа дефинитивно поголема кампања, поголема промоција на финансиската професија, уште во помала возраст. Не знам, сум размислувал, можеби на пример државата можеби треба и во незиниот даночен систем, еве сега Дарко спомнава, јас сум дефинитивно приврзник за таа работа, меѓутоа може на пример и директно да има некои улеснување повластици за млади инвеститори. Да се размисли во даночниот систем некој да се вместе да има некои повластици за млад инвеститор, доколку некое младо лице се одлучи да инвестира. Што може да направи финансиската фела? Рековме дека тоа е малце вака веројатно за анализа кај нив, меѓутоа условите кои што ги нудат финансиските институции денеска се неатрактивни за младите лица. Тоа е факт. Бидејќи ви кажав, има многу примери, тие примери се зголемуваат интересна работа, вработен во финансиска институција, после година две ја напуша таа финансиска институција, дипломиран економист, оде во некоја друга IT компанија или во некоја друго работно место. Така да мислам дека и без ова да го дискутираме, мислам дека и финансиските институции полека стануваат свесни. И мислам дека полека гледаме кај нив има некој размрдување од аспект на тоа како да се подобрат условите и да ги задржат тие квалитетни економисти, бидејќи квалитетни економисти им бегаат од нивните институции. Понатаму не знам, она почетна, нели можеме да дискутираме уште многу мерки, неколку беа спомнати и претходно. Меѓутоа, она што мислам дека треба да ни биде појдовна основа е тоа да редовно почнеме да го мериме степенот на финансиска писменост кај нас. Ние се збориме ОЕЦД, меѓутоа еве оваа година ОЕЦД не ја мереше Македонија, ја мереше ланската година. Така да ние немаме некој јасен тренд, немаме јасни податоци за да видиме во која насока се движи финансиската писменост. Сето ова што го дискутираме е чувство, добијана информација, меѓутоа системски пристап немаме кон мерење на таа финансиска писменост. Зошто не почнеме редовно да ја мериме таа финансиска писменост? На годишна основа ќе знаеме секоја година што се случува. Бидејќи тоа треба да ни биде појдовна основа во која насока треба да бидат мерките. Имаме мерки, се зголема финансиската писменост во добра насока се. Имаме мерки, финансиската писменост не мрда, тогаш имаме некој проблем со мерките, мора да ги менјаме мерките. Така да лично сметам дека она почетот кој што треба да дискутираме и после состанокот е како да направиме да почнеме да ја мериме тој степен на финансиска писменост, па и финансиска инклузија, зошто да не, во нашава држава и тоа да не биде како некоја основа за мерки, конкретни мерки за унапредување на оваа финансиска писменост и поголема афирмација на финансиската професија. Благодарам. Да, благодарам и вам, да, една сумарна дискусија со доста мерки, некои што се дискутирале, некои нови, ќе го анализираме бар ние како македонска берза сето ова што вие го дискутирате, па да видиме колку можеме да го вклопиме во некои наши можни идни активности.
Професор Лазаров, вашиот рецепт за акцијски план како Македонија да добива уште подобри финансиски експерти во иднина? Видите, Иван, ние генерално ги знаеме рецептите, така ги знаеме мерките, препораките, тука сме согласни по однос на тоа прашање. Не би сакали да се повторува. Имплементираме. Тоа е најбитната работа, една од најбитните работи во Македонија, која што практично е рак рана на било која реформа, е имплементацијата на истата, затоа што знаете како многу е лесно да кажете нешто, меѓутоа еден збор кажа може да значи години во процесот на имплементација. Ние тука покажавме сериозни ограничувања во сите сфери, така да јас мојата препорака е како да изградиме посилни капацитети за имплементација, дури и на помалку мерки. Дури и да тоа биде во еден сет, во една фаза со гантограм, во кој што во прва фаза го работиме, во втора фаза, во трета фаза, дури и очекувањето на што Александар го каже и во една друга дискусија, знаете, вие кога ќе даете многу големи цели и очекувања, резултатот во старт е разочарување, така, затоа што вие не можете во оваа фаза од развојот на нашата земја да очекувате дека ние ќе биеме на ниво на Европска унија или финансискиот пазар ќе биде како оној во Швајцарија или не знам во Америка и така натаму. Меѓутоа постојат, да речам, мерки и ние тука како активни чинители во тој процес треба да се вклучиме во секој во своите надлежности, она што го каже и добро го систематизираше колегата Гоцко во делот на тоа што треба да направи државата, што треба да направи академијата и што треба да направи индустријата, односно финансиските институции. Постојат некои иновативни работи кои што ние треба да се охрабриме да ги направиме. Ние еве се ќе ви кажам околу некои активности кои ние ги работиме како универзитет и како факултет. Моја една од најголемите желби, ако јас не сум дел од тој сегмент на финанси, работам економија, макроекономија и така натаму. И тоа мислам дека го разговаравме пред 10 години со вас, ако се сеќавате, со CFA. Јас во една прилика бев на студиски престој на Вроцлав универзитетот во Полска, на економскиот факултет. Мислам, страшни се луѓето таму кои работат финанси. Во делот на таму, на самиот факултет е CFA асоциацијата. Така да потекнува од самата академија и делот на формално и делот на неформално образование. Тие се поврзани со берзата, со индустријата и така натаму, и навистина прават интересни резултати кои што ние треба да се обидеме бар 10, 20, 30% од истите да ги направиме. Ние во Македонија ден денес и после 10 години, а тогаш имавме понуда, се сеќаш кој зборува. Со тоа што на пример кога зборуваме за CFA, ние сме уште земја во регионов веројатно со најмал број на луѓе што имаат тоа CFA charter holder, ама тоа го отвара и целово прашање зашто и ние како берза секако дека се сеќавам на тие дискусии, но тука е сега работата кој да биде главниот драйвер. Овде во делот на потребата за индивидуална надградба експертска кај луѓето, еве на пример и CFA е добар пример. Ние се уште немаме национално здружение на CFA. Одиме во Косово да полагаме. И немаме доволен број на луѓе што имаат положено CFA. Тоа е енигма зашто, нели, веќе тие луѓе што пред 10 години сме ги дискутирале, веќе и не се млади. И така натаму, така да, повелете. Само се извинувам, во оваа насока исто не само за CFA што немаме ние многу мал број на луѓе кои што го имаат тој сертификат, се намало, вие спомнавте на почетокот и овие за инвестициски советник. Сертификатите за инвестициски советник мала е она атрактивноста, мал број на лица во тој пазар. Така да и тука треба да се размислува. Мислам дека зборевме по телефон, спомнав на една мерка која што е интересна, во смисла дај да видиме дали може со, не знам, диплома од економски факултет да се признаат некои од тие испити што треба да ги полага за инвестициски советник. Така да и тоа пак на некој начин ќе ги натера студентиве, особено економистите, полека да отидат кон таа. Го прекинавме, Дарко, повелите. Нема проблем. Вториот дел е во делот на, да речем, она што може да го направи академската фела, односно економските факултети во соработка со индустријата. И ова е добра практика. Мислам, треба да ја поздравиме и треба да направиме напор да не пропадне, да не биде само на фаза на трибина, на фаза на неколку активности, туку да на вистина да пробаме да видиме што понатаму она реално можеме да испорачаме во насока на поместување на овие работи за кои зборуваме денес, а тоа е атрактивноста на нова професија за младите луѓе.
тука исто така е поврзаноста, и го спомна Гоцко, поврзаноста помеѓу академијата и индустријата од една и од друга страна. Еве, јас ќе кажам на ниво на универзитет Гоце Делчев, лани беше супер од ова перспектива за една година, од сега супер активност на ниво на универзитет. Иницииравме студентите учат од бизнисот, од ова година, од октомври имаме студентите учат од институциите. Тоа е многу битна работа во таа практична. Ние многу пати ја збориме дуално образование, практичка, клиничка настава и така натаму. Меѓутоа ние се сведуваме на покана на гости, без систем, без крајна цел и така натаму. Мислам дека економските факултети тука можат малку повеќе да поработат на градење на системски механизми за поврзување со индустријата, не само адхок, некои индивидуални на поединечни професори или катедри или иницијативи, туку тоа да биде вклучено во некаков систем кој што ќе продуцира некаков предвидлив резултат позитивен. Она што исто така јас вака еве како најава ќе го дам, иако сме во некоја иницијална фаза, јас мислам дека тука можат и други факултети да се вклучат, и УКИМ и приватните и така натаму. Тоа исто е една моја желба која постои врз база на едно мое гостување као визитинг професор на ЈУМЕ универзитетот во Шпанија, Центар за експериментални финанси. Таму луѓето на вистина она што викаме поврзување на пракса и ова и она што го кажа Александар во делот на градење на перцепција што значи берзата и како се работи стекнување на практични вештини, управо низ тој систем. Има платформи изградени, има универзитетот ЈУМЕ платформа изградена на виртуелна берза и во текот на студиите тие градат компании со artificial intelligence, со agent-based моделирање, се собственици на акции, прават своје портфолио и така натаму, и они на тој начин, тие без никакви финанси, виртуелно ги стекнуваат таа пасија, таа желба, тие знаења, тие вештини за ова професија, и многу е веројатноста поголема после тие да се вклучат успешно во реалната берза, односно во реалниот пазар на капитал, и мислам дека ние тука заедно, зборам академијата и индустријата, можеме да се вклучиме, затоа што пак ќе речам и тоа на почетокот го зборував, и за вас како институција е предизвик да се мотивираат млади луѓе да влезат како професионалци во оваа фела, меѓутоа и за компаниите кои што во иднина имаат интерес на некој начин да анимираат нови инвеститори, ако постои таков интерес. Се надевам дека и во наредниот период ќе имаат потреба компаниите, особено помалите компании. Тие, знаете, ние кај нас имаме банкроцентричен финансиски сектор и на компаниите е најлесно да отидат во некоја банка, да земат кредит и да ги финансираат своите инвестициски проекти. Многу малку од нив сакаат да споделуваат. И тука треба да се работи на таа перцепција на споделување на собственост. Кај нас компаниите можеби тоа и традиција, еве го има во Италија и така натаму, во Германија, по цена да развојот на компаниите е побавен, тие нема да влезат во процес на споделување на собственоста за мобилизирање на капитал со цел да го забрзаат својот развој. Јас ќе ви дадам еден пример. Тоа ми е една асоциација за споделување на собственост на нашите капиталисти. Ова е пред 17-18 години, како анегдота ми стои за асоциација за споделување на собственост. Увикам на еден локален бизнисмен од надвор од Скопје, разговараме со него, јас само што дипломирав на економскиот факултет, тој им инсистираше да работам кај него, станува збор за сериозна компанија, мислам македонска, и јас сега, знаеш, разговараме во канцеларија кај него и му викам, јас сум импресиониран од вашата, викам, компанија. Која е ваша, вика, таа е моја. Тоа е, мислам, ме разбирате, стара човекот се вознемери, вика, кој јас го персирам, нели, вашата. Така, тоа ми е асоциација за желбата на дел од македонските бизнисмени да споделуваат собственост. Кај нас тоа е многу малку. Зборам надвор од овие кои веќе котираат, кои си имаат корпоративна акционерска култура и така натаму. А тоа е битно ако сакаме да ги анимираме младите во таа фаза. Веќе со ова отвараме уште по сложени теми врзани со нашата основна тема. Да, благодарам. Што се однесува до некои од овие предлози, еве јас да потсетам, ние таква апликација виртуелна берза имаме направено, па ја би рекол, едно можеби 15 на години. Имаме малку проблеми да ги анимираме некои од факултетите да ја
таа користа. Дури пред неколку години ја редизајниравме и вложивме малце софтверски апгрейд и сега може подлиги да се прават на ниво на факултети и така натаму. Така да, што можеме, правиме, кога ќе направам самари нова, ќе го кажам и моето мислење. Сега вие, Дарко, отварате една супер битна тема. Секогаш е битно да имаш систем нешто да избутка во општеството и во економијата. Аве деновиве, нели, знаеме и Нобеловата награда отиде во правец на тоа колку се битни институциите да ги водат некои процеси. Но да ја затвориме дебатата, Душица и Александар веќе некакви мерки спомна, но еве ја би им дал уште еднаш прилика и со ова би завршувале. Дали уште нешто имате да предложите, што може било кој да направи, академска заедница, држава, бизнис сектор, во делот да имаме подобрување во делот на генерирање на финансиски експерти? Повелете. Благодарам, Иван. Веќе споменав некои мерки кои што ние ги преземаме, односно активното вклучување на компаниите преку реални проекти во делот на образованието на самите универзитети, кој што дава една одлична илустрација на студентите во однос на видот на знаења кои што ќе треба да ги имаат и нивната практична примена уште пред да стапат во работен однос. Овде ќе поздравам виртуелната бирза, бидејќи е нешто што активно кај нас се користи во делот на предметите финансиски пазар и институции. Студентите секогаш се возбудени пред да почнат со инвестирањето, бидејќи е одлична можност да видат како тоа изгледа во реалноста, прилично се приближува до нив. Се надпреваруваат едни со други во тимови и на крајот ги оценуваат успешноста од вложувањето, кој постигнал подобри резултати, зошто е тоа така, се разбира во неограничен временски рок на еден семестар, што е една лимитација во однос на она што сакаме кај младите да го постигнеме, а тоа е да бидат долгорочни инвеститори на бирзата кои што ќе вложат во акции и ќе ги следат низ за години, што ќе придонесе кон стабилноста на нашиот финансиски пазар. Покрај ова, зашто веќе зборував малку во однос во рамки на претходното прашање, јас би се навратила на нешто друго, а тоа е недостигот на комуникација или да кажеме координативни тела кои што би ги споила сите фази во образованието. Сега би се навратила назад што се случува во основните и средните училишта, односно подготвувањето на тој еден потенцијален еден кадар, потенцијални едни студенти да се одлучат за економските науки, доколку е тоа она што им прилега на карактерот и на желбите во однос на нивната иднина. Колегите спомена, во средно училиште веќе има предмети, ова е повеќе дел од гимназиското образование, да кажеме во ОХ групата која што ги подготвува за претприемништво и менеджмент. Но јас би се вратила уште еден чекор поназад во основното образование. Има некое раздвижување во тој поглед, затоа што се воведе можност да учениците уште во 7, 8 и 9 одделение одберат слободен изборен предмет, доколку за тоа е достапен кадар кој што може да го реализира тоа. 3 предмети се воведува како можност и гледам дека целта е тие постепено да се воведуваат во 7, 8 па и 9 одделение за 2 години од сега. Финансиско образование, финансиска писменост и претприемништво и иновации, што е всушност голем важен чекор за поздравување. Затоа што, видете, финансиското образование е многу важно. Ја би рекла, јазикот на финансиите е униформен јазик, не препознава бои религии. И во овој дел е многу важно рано да се формира нивната свест за важноста на финансиите, дури доколку не се проектираат себе си во светот на финансиите понатаму, да разберат колку е важно тоа, затоа што таа едукација им помага да научат како да се изработи личниот, семејниот буџет, што значи инфлација, што значи поврат, што е тоа капитал, да не навлегувам понатаму во терминологијата, значи реално да се научат на некои битни компоненти кои што, односно елементи, кои што ќе им го улеснат живењето и да имаме секогаш во предвид дека тие се идните, да кажеме, креатори на општествената свест. Едукацијата секако ќе помогне тие
подобри контролори да бидат и на државниот буџет, и подобро да оценат ризик, да направат анализа или на добри и лоши инвестиции и така натаму. Значи за тоа е подобро да се почне малку порано, за да се оформи подлогата која што понатаму нели ние ќе развиваме како професори на економските науки. Океј, завршен збор од нашите панелисти има Александар. Повели Александар. Да, се согласувам со сето ова што досега беше спомнато. Да, добри се идеите да има некој задолжителен предмет во финансии, да речеме во средното образование. Значи покрај финансиската едукација и државата може преку некои мерки да ја промовира оваа финансиска писменост. Нели беа најавени некои ваучери, дали за електронски уреди, може да се дават и ваучери за бесплатна финансиска едукација, за посетување на некои семинари, финансиски обуки. Меѓутоа, според мене, исто важно е да се работи и на страната на демократизацијата на акционерството. Што мислам тука под тоа? Прво, ги забравивме спортските обложувалници. Знаете колку многу граѓани вложуваат во спортскиве надпревари. Таму има демократизација. Таму има огромна демократизација. Меѓутоа, многу од нив не може да си дозволат да инвестираат во акции. Видете, има акции по 70.000 денари, па опцијата за сток сплит или поделба на цената на акцијата, на поделба на една акција во 3 или 4 би ја намалила нивната пазарна вредност на една акција и би станала подостапна за поширок круг на акционери. Второ, да се охрабрува преобразба на друштвава со ограничена одговорност и ДОЕ-ли, кои што имаат огромна актива, а не сакаат да се трансформираат во акционерски друштва и да котираат на берза. Трето, многу фирми даваат парични награди. Зошто да не даваат дел од своите собствени трезорирани акции, да им ги даваат на вработените како некои бонуси, парични награди, да се шири кругот на акционери. Едноставно да ја зголемиме понудата на расположливи хартии од вредност. Исто така, ете, добра беше и иницијативата за граѓански обврзници, ако може да се пренасочат дел од финансиските заштеди, особено оние што се надвор од финансискиот систем, во хартии од вредност. Има многу што може да се направи и мислам дека е оваа трибина еден одличен чекор кој што ќе биде најава за ново раздвижување на пазарот на хартии од вредност. Јас ви посакувам многу успех во сите други иницијативи кои ќе следат. И ви благодарам уште еднаш за поканата. Благодарам. Секогаш кога се затвораат дебатите во последните излагања, учесниците даваат многу идеи, а времето е на дебатата ограничено. Да им се заблагодарам на сите присутни професори, наши денешни панелисти, како што реков, за учеството во дебатата и за издвоеното време. Како што реков, со овој денешен настан, Македонска берза најавува една своја поинтензивна вклученост во овој дел на финансиската едукација, пред се насочена кон областа на пазарот на капитал, од причини кои ги кажав во воведот на дебатата. Најавувам дека во наредниот период ќе одиме и со организација и на други настани, мотивацијски говори насочени кон студентската популација. Тука ни е неопходно партнерството со факултетите, бидејќи ни треба тој нормално канал да ги студентите донесеме на сите овие активности што ги правиме во содейство со другите чинители на пазарот на капитал. Планираме да собереме и еден паричен фонд од кој ќе даваме стипендии за млади кои ќе бидат заинтересирани и кои ќе имаат определено знаење да отидат да полагаат за лиценциран брокер, за лиценциран инвестицијски советник. И со уште една вака работа би сакал да ја затворам денешнава дебата. Од аспект на Македонска берза,
а еве и некое мое лично размислување, и беше спомнато во дебатата. Многу е битно во овој дел на финансиска едукација, подобрување на финансиска писменост и така натаму, системски да се устројат работите, затоа што едукацијата финансиска на некој начин бара организација, бара систематичност, а тоа значи и одредено посветеност на време, на трошоци и така натаму, при што резултатите од тоа се долгорочни и не се лесно опипливи. Мора водењето на овие процеси во општеството да биде малце колективно, не може една или друга институција да биде, да речам, фронт и таа да ги изложи своите ресурси и активности, а потоа бенефитите, кога ќе дојдат, после известно време се прелеваат на многу чинители во системот. Од тука ова е апел од Македонска берза, дека во овој наш потфат или нова иницијатива, не е тоа нешто ново, ни требаат партнери. Академската заедница дефинитивно ја сметаме за еден од природните партнери, нормално ќе зборуваме и со другите институции на пазарот на капитал, затоа што навистина сметаме дека треба нешто да раздвижиме во овој дел. Благодарам уште еднаш на сите и се надевам дека допрва ќе почне